Завршен е третманот на лекување кај дел од повредените од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Станува збор за повредени млади лица кои биле со полесни повреди и ја поминале реаволацијата од страна на проширен тим специјалисти лекари од Кочанската болница, но и клиничките центри во Скопје. Во тек е обработката на податоците, а според првичните проценки кај голем дел од повредените, лекувањето е завршено. Директорката на Општата болница Кочани, Катерина Паник-Мирчевска, вели дека станува збор за повредени млади луѓе кои биле краткотрајно во болница, односно биле со полесни повреди. Од страна на болницата биле повикани сите пациенти кои се јавиле на првата евалуација, но на реевалуацијата се одзвале 143 повредени. Пак ќе речам еден динамичен процес каде што не престанува, значи ние не ги оставаме, не се заборавени, значи следењето се континуирано и во однос на тоа понатака како ќе биде следењето, кои од нив имаат потреба да бидат следени од пулмолог, значи ќе треба да ги превземат колегите од пулмологија. Оние што имаат потреба од третмани на лузините во смисла на само корекција од дерматолог ќе бидат исто така превземени од клиниката за дерматовенерологија. Во Кочанската болница во моментов на физикална терапија се околу 20 до 30 повредени, а дел од пациентите кои се вратени на своите работни обврски или едукација на терапија континуирано одат и во болниците во Штип, но и во градската болница 8 септември и Козле во Скопје. Директорката на Кочанската болница вели дека за оние повредени млади луѓе кои имаат потреба од корекции на лузните по нивното тело или лице во странство, ќе одлучува конзилиум од лекари. Специјалисти од одредени области ќе бидат донесени во Македонија или повредените би биле испратени во нешто што не може да се направи кај нас, би биле испратени и во кои центри би биле испратени, пак ќе зависи од тоа. Значи ќе треба, доколку се одлучи, ќе треба да се контактира соодветниот центар, дали ќе може да го прифати, значи сепак е тоа малце посложен процес. Инаку македонските здравствени власти во процесот на лекување и рехабилитација на повредените во пожарот во Кочанската дискотека вклучија и лекари специјалисти по физикална терапија од Велика Британија, пластични хирурзи од Белгија кои во текот на месецот ќе ги направат повторна евалуација на повредените за да се утврди какви насоки треба да се преземат. Се следи состојбата на повредените со пулмолошки повреди од вдишувањето на чадот. Дел од нив завршиле со лекување во Јасиново и како што вели Мирчовска, знаат дека доколку имаат било какви здравствени проблеми, лекарите се тука за нив.